Врвни лекари од универзитетските клиники, пренесувајќи го своето долгогодишно знаење и искуство на вработените во итните медицински служби, битно го зголемуваат бараното високо ниво на квалитет и ефективност во спасување на унесреќените. Процесот на доедукација за итна медицинска помош, теоретски и практично, го помина и итната помош во Кочанскиот здравствен дом, кога во неделата искусни лекари практично ги обучуваа вработените во брзата помош. Едукацијата се одвиваше со практични вежби, демонстрации на кукли, презентации, високостручни дискусии, размена на мислења и, што е најважно, посебно внимание се посветува на создавање професионално дружење и релација меѓу лекарите од Скопје и останатите градови. Во рамките на практичната обука, тимот кој е обучен од итна медицинска помош во состав на доктор Весна Неделковска, Ѓорѓи Карајанов и Сашо Шојлиевски, значи еден комплетен тим од итна медицинска помош, дојде по покана од директорот на здравствениот дом Кочани да изврши една практична обука во врска со новите возила, се со цел да го подигнеме нивото на окажување на итна медицинска помош во овој дел. Се надевам дека овој ќе се покаже како успешен модел, затоа што е ова прва ваква служба која ќе биде обучена од нас, со цел да покажеме и да видиме за кои се добрите и кои се лошите страни, се со цел да го подигнеме нивото на окажување, да бидат задоволни како вработените, така и тие на кои им се окажува помош. Целта на обуките е да се унапреди работата на итната медицинска служба, со што на пациентите ќе биде пружена најдобра, квалитетна и брза здравствена заштита. Обуката во Кочани се однесуваше на помош на травматизирани пациенти. Екипата од Здравствен дом Скопје, која што работи секојдневно, катадневно на оваа проблематика, на наша покана дојде да од повеќе од практичен аспект не ги приближи нивните искуства и да ги освежи знаењата на вработените од нашата медицинска помош. Моментално работиме на збринување на травматизирани пациенти кои што се во тешка состојба, при што треба да се каже дека мора прво да бидат спремни за да бидат транспортибилни до Штип, односно до клиниката во Скопје. Во вториот дел ќе се работи на обучување и работа со дефибрилатор при болни со срцев удар. Едукациите продолжуваат и во останатите градови, а по завршување на првиот се планира отпочнување на нов циклус обуки во сите градови.